Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Сакам со вас само да ги споделам своите размислувања и она што ме мачи и преобтоварува овие неколку денови. Не знам што точно ќе кажам, бидејќи од премногу информации, интервјуа, написи по медиумите, видеа, разноразни експерти и се прашувам колкава трага ќе остави се тоа на нас како поединци, како возрастни, како учители, како родители и на децата, по деца. Јас се извинувам, ама ги ставам и адолесцентите и се разбира оние помалите, кои што секојдневно следат преку социјалните медиуми што се случува, разни информации, точни, неточни, лажни, и ги слушаат наоколу другите што зборуваат, како што ги слушаме и ние. Тоа состава една збрка во главата, затоа што не е добро да си премалку информиран, меѓутоа понекогаш не е добро ни да си премногу информиран. И се прашувам дали знаеме да направиме разлика меѓу едните и другите, дали задоволуваме својата потреба за да чуеме, да бидеме информирани, затоа што нели луѓе сме, имаме во нас некаква емпатија, или пак сме навлечени премногу, па нашето љубопитство преминува во некоја зависност и мораме 5 пати да ги препрочитаме истите работи и да ги чуеме, кажани само малку поинаку. И што бараме всушност, дали бараме во тоа ронка надеж или утеха, дека не ни се случува тоа нас, или барем не во таква мера, а ни се случува и на сите нас, само што не сме секогаш свесни за тоа. Затоа што така стануваме попаметни, за да ги етикетираме и плукаме децата, нивните родители, наставниците и обратно, во зависност од тоа во која позиција сме ние и какви ставови и уверувања имаме, кои што не се секогаш адекватни нити на тоа што се случува, нити ја знаеме целосната приказна, нити имаме доволно време да испроцесираме, нити пак доволно информации за да ги испроцесираме, меѓутоа тоа не спречува да даваме изјави, да наоѓаме решенија или барем да ги знаеме кои се решенијата, кои што се разбира не сме ги понудиле некогаш навреме, некогаш порано, и тоа не значи дека јас не имам своји ставови, и тоа не значи дека и јас не го правам истото. Тоа не значи дека и јас не ја префрлам одговорност од едните на другите, на третите, или јас поделувам на сите во кои се разбира спаѓам и јас. Мислам дека треба да имаме повеќе одговорност кон она што го искажуваме, кон она што го пишуваме, да имаме некаква граница, некаква здрава граница, да имаме некакво чувство за тоа како нашите зборови и тоа што го зборуваме влијае на другите, затоа што според мене тоа е дел од проблемот, тоа што не сме доволно внимателни едни кон други. А во вакви ситуации мислам дека и нивото на свесност и внимателност ни е намалено, сликата е извртена, перцепцијата е поинаква, затоа што нашата природа, нашата човечност е директно нападната и нормално е да бидеме вознемирени, нормално е да се чувствуваме безпомошни, збунети, да не ни се јасни многу работи, да поставуваме прашања, да бараме одговори, да анализираме, да ги бараме грешките кај едните, кај другите, кај третите, да ја префрламе одговорноста. И во сето тоа сметам дека треба да бидеме малку повнимателни и заради себе, и заради другите околу, и да не брзаме со своите заклучоци, затоа што во вакви ситуации воопшто не е битно колку сме ние паметни, колку ние имаме решенија, колку сме ние во право, колку ние имаме моќ за предвидување, колку знаевме што ќе се случи и знаеме што ќе се случува понатаму, да останеме стабилни, да останеме фокусирани на она што можеме сега да го направиме, што можеме да го направиме најпрвин во својот живот, во својот дом, со своите најблиски, со луѓето со кои комуницираме, работиме, се дружиме, затоа што таа стабилност многу лесно понекогаш се губи, се разнишува, а особено во вакви ситуации кога постојано сме бомбардирани или сами себе си тоа си го правиме со најразлични информации, вести и ги прераскажуваме по 100 пати истите работи, иако тоа не води кон решенија. Затоа што не е срамота да признаеме дека сме збунети, да признаеме дека сме
беспомошни, да признаеме дека се чувствуваме беспомошно во одреден период, дека немаме одговори, дека можеме само да нагаѓаме и да предпоставуваме и да си ветиме себе си дека можеби ќе научиме нешто од ова. Можеби во иднина ќе бидеме помудри, поконцентрирани, пофокусирани на работите кои се навистина важни, кои се приоритети, дека малку почесто ќе се прашуваме како се чувствуваш, малку повеќе ќе имаме трпение да сослушаме, малку повеќе желба да разбереме и тогаш кога тешко ни е да разбереме и немаме лични искуства и тогаш кога тоа што го слушаме не се вклопува во нашиот систем на вредности и наши ставови и нашето ама треба, ама јас знам како, ама јас сум во право, ама не може така, може вака. Искрено сакам да имаме повеќе време за оние работи кои што ни се битни или на нашите најблиски им се битни, што понекогаш не бараат многу, бараат малку време, малку волја, малку трпение, разговор со децата, со партнерите, со семејството, споделување, поголема отвореност можеби, поголемо трпение секако, помалку оправдување. И не знам дали ќе биде така, затоа што искуствата ми покажале дека не учиме од туѓите искуства или многу тешко учиме. Брзо забораваме што сме си ветиле, што сме ветиле. Имаме некоја селективна краткотрајна меморија и после се што ни се случуваше овие години, имам чувство како толку малку да научивме, а сепак сакаме да се представиме дека многу знаеме. И фокусот ни е на работи кои што не можеме да ги промениме, на кои имаме многу мало влијание или никакво, на луѓе кои не ги познаваме, на судбини и приказни кои не ги знаеме целосно. И знам дека така е полесно и знам дека така се бориме со своите стравови и знам дека така бегаме на некој начин од реалноста, сепак можеме да бидеме малку повнимателни, малку потрпеливи, малку посвесни, малку поемпатични, поприсутни, со малку повеќе доверба едни во други и нормално подготвени да се најдеме, да помогнеме, да поддржиме, но и да побараме ако ни е потребна помош, поддршка, затоа што сме сите заедно во сето ова. Иако не сме секогаш свесни. И се што правиме има некакво влијание на некој друг, понекогаш не ни знаеме на кого. Понекогаш нашиот збор некому му е толку битен. И токму затоа во вакви периоди, кога нечија болка, нечија тага е толку многу силна и тоа е толку многу свежо и толку многу ни е блиску, можеме да бидеме малку потивки, малку поумерени, малку повнимателни, да бидеме во таа болка која што и ние ја чувствуваме, да си дозволиме да бидеме избунети, беспомошни, да не знаеме, какви што впрочем и повеќето сме, да ја чувствуваме таа вознемиреност, тага, на која што е многу тешко да се остане имун во овие денови, да останеме во мир, во тишина, односно, ако немаме да кажеме нешто кое што можеби ќе ни помогне нас или на другите, можеби ќе звучи како утеха, можеби ќе даде надеж, можеби ќе не натера да размислуваме. Тогаш можеби е подобро и да молчиме. И знам дека не е лесно да си признаеме дека многу работи не знаеме, дека многу работи не зависат од нас, многу работи зависеле од нас, ама не сме умеле, не сме можеле да ги направиме, не сме ги направиле како и да е. Можеби поради тоа ќе имаме и грижа на совест, можеби ќе освестиме сега во вакви ситуации каде се ние сме можеле поинаку и да го искористиме тоа, па да направиме нешто поинаку. И за себе, и за другите. Сакав да напишам на мојата страница, но ја ќе го кажам овде. Јас одамна се чудам како на олку многу паметни, елоквентни, возрастни, кои што се вреѓаат едни со други, кои што немаат време едни за други, на кои што им е побитна сликата пред светот, како се прикажуваат и покажуваат во општеството пред другите, кои што живеат во свет во кој што најчесто сме ги измешале битните со небитните работи. Немаме време и наоѓаме време да ги етикетираме другите, да плукаме по другите, да им наоѓаме мани, да им го оправаме животот. И тоа се пред очите на нашите деца, потоа ќе зборуваме дека се премногу, што и да е.
премногу невоспитани, премногу неемпатични, безобразни, дрски, некултурни и искрено не можам да се сетам, иако се што сум прочитала и чула. А прашањето ми е како може покрај толку фини, културни, воспитани и свесни, возрастни, да има толку млади кои што не се такви? Ако тргнеме од тоа дека младите се огледало на возрастните или децата се огледало на родителите, како од сета таа наша посветеност, од толкавото наше знаење и умешност, ние возрастните создаваме генерации од кои не сме задоволни и за кои некогаш имаме само поградни зборови. И зошто? Дали забораваме дека ние ги воспитуваме, ги растеме и дека многу од тоа што се тие се резултат на она што сме го направиле ние, она што сме им го покажале, на она што го гледаат секојдневно, на она пред што ги затвораме очите, на она што го извртуваме, го шминкаме, го криеме, иако ништо не може да се скрие, се лажеме себе, ги лажеме нив, ама не сакаме си го признаеме тоа, а тие се само одраз на она што навистина сме, или на она што ние сме ги научиле, или пак сме биле презафатени, па сме немале време да ги научиме. Бидејќи не знам што друго добро и убаво да кажам, тука ќе завршам, затоа што некогаш е многу помудро да се помолчи, отколку да се каже нешто, зашто може би утре ќе зажалиме или ќе направиме штета, само затоа што сме сакале да покажеме колку знаеме. Јас ни посакувам на сите нас подобри времиња, ни посакувам на сите да бидеме подобри луѓе и да бидеме свесни дека тоа бара секојдневна работа и посветеност. И дека тоа е битно, многу битно. И за нас, и за идните генерации, и за нашето влијание што го имаме врз нив. Токму поради тоа, ако не поради себе, да се обидеме да бидеме подобри луѓе. Ви посакувам мир во душите, ви посакувам фокус, концентрација, смиреност и поддршка, разбирање и љубов од најблиските. На сите ни посакувам да бидеме пофокусирани, посвесни, посмирени, поемпатични во соочувањето со себе си и похрабри во преземањето одговорност и поотворени во барањето помош, поангажирани во нудењето, разбирање, помош и поддршка на другите. И затоа ќе го завршам ова видео и ќе ни посакам на сите да бидеме малку помудри, малку посвесни, малку повнимателни, поемпатични, поодговорни кон себе, кон другите, кон светот. Се слушаме во некој ново видео, се надевам, со некоја поведра тема.